Да ги погледнеме најавите за денешните настани. Мерката гарантирана цена ќе продолжи. Од Министерството за економија најавуваат нови антикризни мерки. Уште официјално не пуштен во употреба вандализиран новиот затворен базен во Струга. Традицијата продолжува. Блесна подводната новогодишна елка. Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски го одбележа својот патронен празник. На божигната миса во базиликата Свети Петар, папата упати итен апел за мир во светот. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Беше ветровито и релативно топло со максимална дневна температура од 12 степени. Во текот на ноќта појава на магла и ниска облачност. Во вторник на британските острови, северна и североисточна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во источноевропската низина со врнежи од снег. Во останатите предели од Европа претежно сончево време со локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во крајните северни и источни предели ќе преовладува умерено облачно време. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 10 до 16 степени. Во Македонија во утринските часови појава на магла и ниска облачност по одделни котлини која што ќе условат намалена видливост. Во останатите предели ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Минималните температури ќе се движат во интервал од -3 до 3 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 8, односно до 16 степени. Во Охрид во вторник по свежото утро и температура од 2 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 12 степени. Во Охрид во среда и четврток во утринските и вечерните часови ќе има појава на магла и ниска облачност. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. Минималната температура од 0, односно 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 12, односно 10 степени. Во петок претежно сончево време со локална облачност. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Супер акција во Миса Маркети. Ајда Мера Мерландер 379 денари. Есе Ајвар 199 денари. Маги швајцарска супа 39 денари. Вискас 99 денари, Педигре Дентал 105 денари. Ултрекс шампони 179 денари. Долче Густо 299 денари, Нескафе Бариста 73 денари. M&M's 99 денари, Марс или Твикс 39 денари. Чипси 75 денари. Киткет Мусли 219 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Замрзнатите цени на продуктите ќе се практикуваат се додека не биде донесен законот за нефер трговски практики, најави денеска министерот за економија Крешник Бектеши. Министерството за економија подготвува и нови мерки во рамки на последниот пакет помош за зачувување на стандардот на граѓаните. Мерката гарантирана цена најверојатно ќе продолжи да се применува во маркетите низ земјава најмалку уште еден месец. Мерката е предвидено да заврши на 31 јануари, но Министерството за економија на следната седница на влада, согласно анализите, ќе предложи истата да се продолжи најмалку уште еден месец, најави министерот за економија Крешник Бектеши во интервју на ТВ24. Замрзнатите цени на дел од основните прехранбени производи ќе се применуваат додека не биде изгласан од страна на Собранието Законот за нефер трговски практики, кој минатата недела на предлог на Министерството беше усвоен од владата. Министерот се надева дека Собранието ќе го усвои законот за тој да почне да се применува од почетокот на 1 февруари. Според него, со овој нов закон кој ги регулира односите меѓу произведувачите, дистрибутерите и продавачите, ќе се намалат цените така што нема да има потреба понатаму да трае мерката со замрзнати цени. Во однос на деветиот пакет антикризни мерки, Бектеши најави дека Министерството за економија дизајнира дополнителни мерки кои граѓаните и компаниите ќе ги почувствуваат во јануари во делот на обновливи извори на енергија, поддршка на најранливите категории и поддршка на предприемачите, но сега конкретно таргетирани за оние на кои им се најпотребни. Уште не пуштен во употреба, вандализиран реконструираниот базен во Струга. Пред самото отварање на реконструираниот затворен базен во Струга, непознати вандали ги искршиле прозорците. Еве како некои личности се среќни и благодарни за новиот пливачки базен кој се уште не е ни официјално отворен и пуштен во употреба. 2-3 дена пред големото отварање, денес имаме скршени прозорци со камен и камења во базенот, коментираат стружани на Facebook. Се надевам дека овој вандалски чин за момент предизвика радост кај некого, напиша Сашо Коркутовски на Facebook, директор на подружницата Елем Струга. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков упати честитка до сите граѓани од католичка вероисповест по повод големиот христијански празник Раѓање Христово Божик. Со неискрени желби за благосостојба, мир и среќа, во мое лично име и во името на општина Охрид, на сите наши сограѓани од католичка вероисповест им го честитам големиот христијански празник Раѓање Христово Божик. Овие празнични мигови нека ги исполнат вашите домови со неизмерна љубов и радост, а вербата во Бога нека ви донесе спокој за вас и вашите најблиски. Во духот на христијанските пораки посакувам заедно да создаваме подобро општество во кое ќе ги издигнуваме вистинските животни вредности. Толеранцијата и хуманоста се две силно соединети сили кои го збогатуваат човештвото, а во секој чин на добротворност сјае силна искра на надеж за подобра иднина. Да продолжиме да бидеме сплотени и постојано да го споделуваме Божиот благослов. Нека е за многу години големиот празник. Стои во честитката на градоначалникот Пецаков. Традиционално и годинава по 21 пат блесна новогодишната елка под вода.
Нуркачите од Нуркачкиот центар Амфора од Охрид со поддршка на волонтерите на Црвен крст Охрид кај Музеот на вода традиционално и оваа година ја накитија подводната новогодишна елка. Како и секоја, така и оваа нова 2024 година нуркачите од Амфора им ја посветуваат на децата со ретки болести, со желби за здравје, успех и среќно детство. Посетителите на Музеот на вода елката ќе можат да ја видат од денес па се до крајот на јануари, информираат од Амфора. Исполнети новогодишните желби на 50-тина дечиња во хуманитарната акција Волшебна елка. Нека дарувањето биде ваш императив и во новата 2024 година, порачуваат од Црвен крст Охрид. На 50 дечиња што живеат во социјален ризик од Охрид и Дебрца им беа исполнети новогодишните желби во традиционалната хуманитарна акција Волшебна елка, која во организација на Црвен крст Охрид и во партнерство со Камп Билич се организира секој декември, месецот на дарувања. Во завршниот настан распеаните дечиња од детскиот хор при културното уметничко друштво Гердан од Бисери и дечињата од распеано Риберче К2 продукција со прекрасни изведби на новогодишни и божикни песни ја оживеа волшебната елка поставена во комплексот на Камп Билич. Бројни наши хумани сограѓани, институции, здруженија, поединци се вклучија во оваа хуманитарна акција купувајќи соодветни подароци означени во волшебните лампиони како исполнување на новогодишните желби на дечињата од социјален ризик. Креативните и неуморни реализатори на целата хуманитарна акција и на завршниот настан беа волонтерите на Црвен крст Охрид во партнерство со Камп Билич. Нека дарувањето биде ваш императив и во новата 2024 година, порачуваат од Црвен крст Охрид. Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски го одбележа патронатот. На пригодна свеченост во аулата на училиштето беа доделени награди и благодарници на ученици и професори за постигнатите успеси во текот на годината, а чествувањето беше збогатено со презентации и културно-уметничка програма. Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски го прослави својот патронат. На прагот на петтата индустријска револуција, STEM образованието, вештините и знаењата за новите технологии се клучни за продуктивноста и ефикасноста во новото време. STEM образованието значи наука, технологија, инженерство и математика и е многу повеќе од учење факти, истакна во своето обраќање пред присутните на свеченоста директорот на училиштето Сашо Недески. Тоа е образование што го подготвува детето за живот во дигиталниот век. Преку STEM децата учат како да бидат адаптивни, како да се соочуваат со неочекувани предизвици и како да ги применуваат своите знаења во различни контексти. Затоа STEM едукацијата не е само модерна фраза или тренд во образованието. Таа е основна потреба за придобивките на нашите деца за светот што не очекува. Со подготовка на младите умови во STEM, ние не само што инвестираме во нив, туку и во нашата заедничка иднина. Голема е честа и одговорноста да сме дел од процесот на воспитување и образование на младите кои се иднината на нашето општество, потенцира Недески. Училишниот центар во континуитет работи на подобрување на условите со цел создавање на креативна и безбедна средина во која со користење на современа образовна технологија обучува кадри од областа на техниката, конкурентни на пазарот на трудот во регионот и пошироко. Особено сме горди и можеме со право да се пофалиме дека со поддршка на локалната самоуправа и Министерството за образование и наука значително се подобрени и унапредени условите за престој и учење на нашите ученици во центарот и полека, но сигурно прераснуваме во модерен обучен центар за целиот југозападен регион, на формалното, но и на неформалното образование за обука и преквалификација на возрастни. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник на ОЕМУ Свети Наум Охридски учениците имаа кабинетска презентација на струките, беа доделени награди од училишниот конкурс, пофалници за постигнати успеси на надпревари, а свеченоста беше збогатена со рецитали и културно-уметничка програма во аулата на училиштето.
Развојниот пат на Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски од Охрид започнал во учебната 1966-67 година и без малку 6 децении центарот успешно работи, се развива и е добитник на бројни награди и признанија во државата и надвор. Спи си, детенце, езерото ја создава твојата душа и мисли за твоите идни возбуди. Се надминуваат стереотипите и родовите бариери, а успешните жени се доказ дека не треба да има предрасуди. Не постојат женски и машки професии. Жените докажаа дека се успешни на секое поле. Последната емисија на Прашалник за 2023 година ТВМ телевизија ја посвети на успешните жени. Жените полека но сигурно докажуваат дека не постојат машки и женски професии, се надминуваат стереотипите и родовите бариери, а успешните жени се доказ дека не треба да има предрасуди. Важно е да се напомене дека расте и свеста во јавноста. Се повеќе се признава и вреднува женскиот труд, а тоа го прават Сдруженијата на граѓани и медиумите. ТВМ телевизија 2023 година ја заокружи со дебатна емисија посветена на успешните жени од Охрид. Сите во различни професии, амбициозни жени кои не се откажуваат од соништата. Успешни жени има во секое поле, во секоја професија, а тајната на успехот е велат посветеноста и трудот. Тајната на успехот исто упорност. Првин да веруваме во себе и да се вложиме целосно во она што сакаме да го работиме. Иначе успехот е пропорционален со работата што ја вложуваме, односно трудот што го вложуваме во секоја една работа. Колку што се вложиме, толку и добиваме. Сања Бачевски е жена која од Србија се присели во Охрид. Таа се занимава со една непозната професија. Произведува микробилки. Само тоа е да истраеме во тоа што го работиме. Не е секогаш лесно. Некој пат имаме потреба да се откажеме, ама баш во тој момент треба да бидеме храбри и да истраеме. Мислим дека тоа е најважно нешто. Во било што во животот, уствари, да постигнеш успех во било што, не треба да се откажуваш. Секако ред, ради дисциплина. Мекап артистката Мери Бајрамовска е позната по бројни награди на полето на козметиката и женската убавина. За мојот успех, јас би кажала дека е резултат на доста посветеност, професионалност и пожртвуваност, значи во својата работа, затоа што никогаш не сум штедела ниту време, ниту енергија, ниту љубов за да стигнам до ова што сум сега. Знаете како успехот никогаш нема да ви дојде сам. Значи мора вие некако да го пресретнете. Дури некоја шанса да ви затропа на врата, мора да станете од место да ја отворите таа врата. Што сакам да кажам, значи нема ништо така паднато од небо. Храброст, смелост, истраеност и желба за успех се клучните пораки од нашите соговорнички. Целата емисија Прашалник може да ја погледнете на YouTube каналот на ТВМ телевизија. Нови повисоки цени на горивата од ноќеска на полноќ, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на бензинот Евро Супер БС 95 ќе се зголеми за 1 денар и истата ќе изнесува 77,5 денари за литар. Цената на Евро Супер БС 98, на евродизелот и на екстра лесното масло за домакинство ќе се зголеми за 1,5 денар, односно Евро Суперот БС 98 ќе се продава за 80 денари за литар, евродизелот за 74,5, а екстра лесното масло за домакинство за 74 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,138 денари за килограм и истата ќе изнесува 42,075 денари, соопштуваат од Регулаторна. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Една од најсмртоносните ноќи од почетокот на војната во Газа. Израел цела ноќ ја гранатирал опколената енклава. Палестинските здравствени власти соопштиле дека во нападите загинале најмалку 78 лица. Нападите започнале во часовите пред полноќ и продолжиле и во текот на божикното утро. Хамас ги негирал обвинувањата дека Израел действува во густо населените области и дека користи цивили како жив штит.
Египет го представи планот за прекин на огнот помеѓу Израел и Хамас кој би се спроведувал во 3 фази. BBC пренесува дека првата фаза предвидува хуманитарна пауза во траење од 7 до 10 дена во која Хамас ќе ги ослободи сите цивили заложници во замена за палестинските затвореници. Втората фаза ќе трае 1 недела во која Хамас ќе ги ослободи сите членови на израелската армија во замена за повеќе палестински затвореници, а третата фаза би траела 1 месец при што би биле ослободени сите преостанати заложници и одреден број палестински затвореници. Во оваа фаза Израел треба да ја повлече војската од појасот Газа и да ги прекине сите воздушни активности. Свештениците ги откажаа прославите во Витлем за католички Божик, каде што христијанската традиција вели дека Исус е роден пред 2000 години. Палестинските христијани наместо вообичаени прослави одржаа Божикно бдење со свеќи во Витлеем, со песни и молитви за мир во Газа. Папата Франциск рече дека Христовата порака за мир е задушена од залудна логика на војната, токму во земјата каде што е роден Исус. Во Божикната миса во базиликата Свети Петар пред околу 6500 верници папата не ги спомна ниту Израел, ниту појасот Газа, но зборуваше многу за насилството и војната и упати итен апел за мир во светот. Бог не ја победува неправдата од озгора со насилство, туку од оздола со љубов, опомена папата Франциск, објави Ватикан Ньюс. Западот и Русија го зголемија производството за оружје поради војната во Украина. Русија според производството на оружје го надминува колективното производство на Западот и има намера да одржи висока стапка на раст, изјави рускиот вице-премиер Денис Мантуров за агенција РИА Новости. Истото го потврди и Владимир Путин и министерот за одбрана дека производството на артилеријата, дронови, тенкови и оклопни возила е во раст. Мора да ги обновиме резервите и да одржиме висока стапка на производство. Мантуров рече дека обемот на владините нарачки за одбрана во 2023 година се удвоиле во споредба со претходната година, а производството на одредени оружја се зголемило за 10 пати повеќе. Тепачка на бандник во трговскиот центар во американскиот град Колорадо Спрингс заврши со пукање при што едно лице го загуби животот, а 3 се повредени, пренесува ABC News. Повредените 2 лица се наоѓаат во критична состојба и се пренесени во болница. Тепачката избила по вербална расправја помеѓу 2 групи, соопшти локалната полиција. Приведени се повеќе лица и се работи за утврдување дали осумничениот за пукање е помеѓу приведените. Полицијата ги повика сите што имаат информации за инцидентот да контактираат со нив. Инцидентот нема да влијае на повторното отварање на трговскиот центар по божикните празници, соопшти полицијата. Полицијата во Шри-Ланка уапсила околу 14.000 лица во еднонеделна акција против трговија со дрога. Запленети се 440 килограми разни врсти наркотици, помеѓу кои и хероин. Активистите за човекови права изјавиле дека рациите биле незаконски бидејќи биле спроведувани без налог за претрес. Потпаролот на полицијата за BBC изјавил дека не се потребни налози за вакви акции во кои се трага по дрога. Запленети се возила и имоти на наводни криминалци. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!